Секое дете заслужува љубов, внимание и топол дом. Тоа е пораката од дворот на Домот за згрижувачки семејства 11 октомври во Скопје, каде се одбележа меѓународниот ден на детето и денот на згрижувачите. Стотици дечиња ја чувствуваат родителската љубов преку мерката на државата за згрижувачки семејства. Системот функционира, а владата најавува дека ќе го унапредуваат за да биде поефикасен и да може да помогне на уште повеќе дечиња. Надлежните веќе подготвуваат серија мерки во договор со сите инволвирани и релевантни институции. Последната недела веќе ќе започнат интензивно состаноците, каде што ќе дадеме заклучоци, а потоа ќе продолжиме секако на владата квалитетни мерки за нови законски измени или сето она што ќе треба да биде дел од системот за згрижувачките семејства. И со сето она што го прават за овие дечиња, не го отвараат само својот дом или кров на овие дечиња да им дадат, туку буквално мора да кажам од тоа искуство што го имам дека го отвараат своето срце. Во моментов во Македонија има 380 згрижувачи кои се грижат за 620 деца, но потребата е се уште голема. Затоа освен благодарност потребни се и реални решенија, вели директорката на Домот за згрижувачки семејства 11 октомври Розета Влаховиќ. Минатата година имавме 120 згрижувачи, денеска имаме 182 згрижувачи и 320 деца. И сме број 1 во Македонија за згрижувачите. Тие не се херои, тие се исто родители и мајки како нас, меѓутоа имаат огромно срце и огромна желба, дел од својата љубов и нивниот топол дом да згрижат по некое детенце на кој им е очајно потребна љубов и поддршка. Новина е што згрижувачките родители добиваат можности за дополнителен приход и преку измените во Законот за вработување со кој се регулира дополнителниот работен ангажман за пензионери, студенти, социјалци и млади над 16 годишна возраст. Тој закон поминува во собрание пред само неколку дена. Ќе видиме како ќе иде имплементација. Делот кај што ќе фаќаме токму социјалните случаи кои што се во системот на социјална заштита, пензионерите и студентите кои такви кои што сега за жал работат, дел од нив ако земете во угостителство или во другите дејности кои што се фатени, ајде да кажам во сивата економија се односно работат на црно. За подобрување на условите за дечињата и семејствата каде тие се згрижени, активно се вклучени и општините. Од Сдруженијето на единиците на локална самоуправа најавуваат широка кампања за зголемување на свеста кај граѓаните да бидат хумани и активно да се вклучат во грижата за децата без родители.